Добре дојдовте во подкаст Прангов, место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, јас би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказна без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Денес во студиото имаме девојка на 20 години која што студира психологија, црта, пее и со својот бенд веќе освојува сцени низ целиот Балкан и Европа. Станува збор за Анастасија Стоименовска. Добре дојде, Анастасија, како си? Супер, фала што ме примивте и што ме викнавте на овој подкаст. Како се чувствуваш? Па, супер сум сега, сум среќна, малку возбудена. Имаш позитивна трема? Да. Супер, Анастасија. Кажи ни нешто за себе. Која е Анастасија? Бидејќи можеби не поголемиот дел од публиката не те познава како што и јас не те знаев. Така да представени си и кажи ни нешто повеќе за себе. Па, здраво на сите. Јас сум Анастасија Стоименовска, доаѓам од Македонска Каменица. Имам 20 години. Се занимавам како хоби со уметност и со музика. Сум дел од бенд под име Корка. Исто така студирам и психологија истовремено. И едноставно обожавам да сум дел од она што се случува во животот, во светот и да творам, да ми инспирира тоа што се околу мене што се случува. Се ми е мотивација и инспирација за како можам да го прикажам за и другите да можат да го видат или да го пренасочам нивното внимание на други теми или случаи. Анастасија, ти си 20 години, студираш психологија, значи се занимаваш со цртање, музика, бенд, фестивали. Кажи ни, која е вистинската ти? Па, Анастасија таа е збирка од сето, би кажала. Се ми придонесува на мојот карактер и мојот како творам, како се понашам, мојата инспирација, мотивација, карактер дефинитивно. И музиката има голема инфлуенца уште од мала, исто така и уметноста. Креативните извори од секогаш се ми биле нешто во кое се пронаоѓам лично и се голем дел од мене, но сепак и мојата струка сега можам да кажам дека дефинитивно влијае и е дел од вистинската Анастасија, така наречена. Јас сум збирка од се во мојот живот што го имам поминато. Што најмногу те влече од сето тоа? Се. Од се. Па, мислам дека зависи од моментот во кој ќе ме најдеш во животот. Пример, после свирка да ме прашаш што ме највеќе влече, секој ќе кажам пак музиката, пошто сега ќе свежо и само што имам завршено со нешто што мислам дека е многу интимно со публиката. Да продадам некој дел или да направам некоја порачка или да бидам завршена со цртање, дали ќе е на платно, дали ќе е моделирање, што е да било. Би кажала уметноста, но ако ме прашаш после некој испит или учење или едноставно после часови, би кажала пак струката. Ти си уметник. Според тебе, дали имаш ти идеално време кога, пример, твориш? Дали наутро или можеби навечер? Кое е за тебе идеалното време да ти дојде инспирација да напишеш некој текст или да нацрташ некој цртеж? Колку и да сакам да бидам таа личност што ќе каже дека да, имам се ми е по редослед, имам јас распоред кога што ќе правам, се ми се случува спонтано повеќето од времето. Колку и да сакам да бидам организирана, да бидам ко денес кај ќе напишам текст за оваа песна што веќе 2 месеци нема текст. Но пак не можам, ако не сум во таа психичка ментална состојба, џабе седнува. Да. Така е, те разбирам.
Значи имаш исто така ти имаш две изложби. Една во Македонска каменица кај нас, Да. а другата во Делчево. Кои ти се впечатоците од изложбата? Дали кај нас има публика која што пример сака да оди на изложби, каква е посетеноста овде во Македонија пример? Мислам, ајде ти не си имала во други Да. градови, но стрикно ајде да зборуваме за каменица и за нашиот Делчево, крај, да. повеќе истокот. Па можам да кажам дека имав повеќе поддршка од фамилија и од рода. Дефинитивно можам да се заблагодарам на нив и на Ненад што беше голема причина зашто имав шансата да имам јас изложби. Што е многу ретко за многу уметници од Македонија, и тоа сум преблагодарна. Исто така мислам дека луѓето не се толку запознаени со уметноста во овој крај, да кажам, да доаѓаат на изложби. Во генерално со културата не ја толку негуваме колку што треба. Каков и да бил уметник, не мора сега да е, пример, дали музички настроен или поликовно. Може да биде и театар, и филм, Да. и глума. Немаме навика да ги посетуваме и да го толкуваме тоа, знаеш, убавото. Според мене проблемот е во тоа што не се случуваат настани и затоа луѓето не се навикнати да посетуваат настани од ваков тип, но тоа е пример нешто многу убаво бидејќи уметноста не можам да го опишам со зборови, пример уметноста, ни уметниците како се чувствуваме кога ќе направиме пример театарска представа или во твојот случај кога ќе направиш некоја изложба или ќе напишеш или извадиш некоја песна. Таа емоција и тоа чувство не можеме да го опишеме точно со зборови, нели е така? За сега ме интересира конкретно на што повеќе се фокусираш во моментот, дали на цртањето или на музиката? На што работиш? Во моментот би кажала дефинитивно музиката, пошто сега сме и во период на снимање на ново EP. Може ли накратко да ни кажеш што е тоа EP, бидејќи поголемиот дел од публиката можеби нема да знае, и јас не го знаев, го научив пред да почнеме да снимаме подкаст, така да те ако сакаш објасни. Станува збор за издание што е помало од албум, пошто не се чувствуваме спремни да кажеме дека имаме издадено албум и мислам дека количината на самите песни не е доволна за албум. Издаваме EP. И претходното издание ни беше EP. Ова од новиот материјал го имаме свирено веќе во живо на многу места и во други држави, така да нема се да биде ново или шокирано за публиката тие што не слушаат редовно на свирки, но имаме сепак песни кои ги немаме споделено со никога, да кажеме, што мислам дека може да ги очекуваат. Пред детално да продолжиме за музиката, како дојде ти до додирна точка со твојот бенд? Како настана сето тоа ти да бидеш во бенд, да почнете да настапувате и во кои држави имате настапувано? Како започна се? Како започна твојата приказна? Јас бев пишана средно во Кочани, Љупчо Сантов. Таму се запознав со Ненад Стојанов, што ми е басистот, и преку него се запознав и со Давид и со Боро. И потоа ја запознавме и Вики, што ми е бубњар. Ние се дружевме пред да почнеме да правиме музика и мислам дека тоа е многу голем аспект за тоа што се слагаме и за тоа што се погодуваме и по мислење и по политички гледни точки и во многу аспекти од животот и со музика што се поаѓаме. Тоа дефинитивно има многу голема инфлуенца што се сите дружевме и што сите знаевме уште од претходно. После тоа некако и спонтано се случи, мислам ме праша само Нено, правиме бенд, сакаш да ни бидеш вокал, и бев како ако нели слободно, пошто уште од не знам ни од кога можам да кажам, не помтам година точно, но сум била заинтересирана во музика, пењето посебно. Тогаш немав чепно на некој инструмент, да се каже, но откако станав дел од Корка, зедов и гитара, сега знам малку на гитара и на синт исто така. И едноставно само сите заедно растеме се повеќе и повеќе, и музички и карактерно. И тоа дефинитивно ни помага и со турнеите и со настапувањето на други места. Каде имате се настапувано досега?
Колку години настапувате? Колку години веќе постои бендот? Па бендот можеме да кажам дека постои од креирањето 2,5 години. На првата година вежбавме само материјал и уште го пронаоѓавме звукот и тоа што сакаме да правиме. Во почетокот бевме нешто повеќе како Nirvana, grunge rock, што е баш различно од сега музиката што правиме. Уште се пронаоѓавме и немавме ни бубњар тој период. Потоа ја најдовме Сара Јорданова, другарка ми, што почина во Пулс пожарот. Таа ни беше бубњар за 2 свирки, првите 2 свирки, мислам еден од најдобрите свирки што сум ги имала во животот. Потоа таа се откажа од корка, пошто не одеше звукот, нели, не се свигаше, повеќе беше заинтересирана во музика кој Exhale, пример, и не се слагаше баш со начинот на кој бендот сакаше да го продолжи својот звук. Но сепак пак се дружевме, доаѓаше на свирки, поддржуваше и се тоа. После неа ја викнавме Вики, со неа бевме заедно во гимназија. Таа беше дел од кавер бендот на училиштето и таму се здруживме и видевме дека таа има некоја страст да тупа, не знаеше и воопште ни да тупа, ни... И од таму имавме нашата трета свирка во Кочани. Мислам дека тогаш се едноставно повеќе пробивме со Харакири, друг македонски бенд. Од таму веќе почнавме низ Скопје, потоа имавме прилика во Србија да свириме. Пак на фестивал Changeover на Србија пак свиревме, други свирки во Скопје имавме. За време на турнеата исто така се проширивме, свиревме во Словенија, во Љубљана, свиревме исто така во Задар, во Хрватска, таму мислам најубавата свирка што сум ја имала на турнеа, Косово, исто така бевме. И таму беше баш интересно. Едноставно на многу места од каде имаме одено сме зачудени колку публика има за луѓе што би сакале да слушаат нашата музика. Бевме и во Белгија, на надпревар, каде освоивме нешто. И мислам каква награда освоивте? People's Choice, изборот на луѓето. Беше ни прилично доста голем шок кога го видевме чатот полн со луѓе што не поддржуваат и што покажуваат интерес или не знам како да кажам, кој љубов кон нашето творење едноставно. И прекрасно искуство, мислам, и деновите кои се дружевме со другите бендови, прекрасни музичари, да се обкружен со таа околина, предобро позитивен вајб и атмосфера едноставно. Исто така и твојот стил е исто приказ за музиката која што ја правиш, ја слушаш, ја свириш, ја пееш се. Ме интересира дали на почетокот, кога започна да се занимаваш со таа музика, дали имаше критики од околината во која живееш за твојот изглед, дали добиваше негативни коментари и како се справуваше со истите? Јас почнав да го менувам мојот физички изглед, пример стилот прво со косата, да бидам искрена. Експерименти, уметност. Да. Во крајот на 9 оделение, летниот период, дефинитивно имаше многу коментари и тоа и од луѓе што не очекував. Пример не би кажала дека да, но со текот на времето веќе се прилагодиш и на коментарите и на зборовите, пошто тој период пред да почнам да се искажувам по стилот и по музиката и по тоа навистина што ми интересира и што го сакам, се наоѓав во еден таков парадокс каде не знаев, не сакав да се дружам со сите и да бидам како нив и да најдам друштво во кое ќе се уклопам, но бев толку различна со интересите и со начинот на размислувањето што не имав привилегијата да го искусам ова овде, но во Кочани имав повеќе. Таму најдов група од луѓе кои се совпаѓаат со мене, како да кажам, кои ми помогнаа да се чувствувам поприфатено и тие дефинитивно ми влијаат на фактот дека самоуверено си го искажувам и стилот и се. И толку сега да бидам искрена не ме интересира што ќе кажат. Да, ма така и треба затоа што не е важно мислењето на некој кој што воопшто не ти е битен во животот, реално. Да. Не може да те засега таквиот тип на мислење.
ти си Ако не тоа ми што дава си. критика со која можам да се подобрам. Да, така е. Дали, значи студираш психологија, зошто баш избра да студираш психологија? Дали според тебе психологијата има врска со уметност? Дефинитивно. Има и многу и од нашата музика инспирирана од таа точка, но и мислам дека се во животот е поврзано со психологијата на еден начин или на друг, но и самиот предмет е интересен и мислам дека имав и од помале интерес. Пример, во почетокот на средна година многу се уклопив во медиуми и страни што пишуваат за психолошки, дали ќе бидат нарушување или начин на кој некој функционира, и од таму се одлучив да продолжам да се запишам на психологија. Дали лично тебе психологијата ти помага, пример, лесно да препознаеш дали некоја личност те манипулира, пример, или те лаже, бидејќи нели во психологијата се учи детално говор на тело, нели секој се што прави еден човек има причина зашто го прави и лесно може да го препознае некој ако знае да чита од говор на тело. Па не би кажала 100%, пошто имав баш случка кога одевме во Бардовци, имав привилегија да работам со луѓе кои страдаат од скицофренија и јас не можев, теорија знам, го имам поминато, знам кои се диагнозите, знам како треба да се однесуваат тие типови на личности, но кога зборуваш со нив, не можеш баш тоа толку лесно да го укапираш, пошто човекот е многу комплексно суштество и многу има елементи и не се толку лесно познава дали некој ти лошо мисли или не, или дали некој страда или не, пошто кај секој е различно, како се прикажува, многу различно се прикажува и мислам дека тоа многу влијае и на примери, тоа што викаш дали ќе знам, дали ќе ме манипулира, да, говор на телото го учиме и се тоа ти укажува нешто, но тоа пак е минимално. Може и да биде пример да тој говор на тело да има 10 различни значења. Да. Дали некогаш си се почувствувала дека правиш премногу? Дефинитивно. Има моменти кога ми се чини дека се е над мене, нема ништо слободно време, треба да направам, да жртвувам, пример, време со другари или социализација или со оние кои ми значат, само за да можам да завршам најпростото нешто, пример, или каде треба да ставам во преглед дали ќе земам да одам на свирка или ќе земам да седнам да учам или ќе треба некои двете да ги спојам. И дефинитивно има моменти кога се ми е околу мене и се ми е над мене и се чувствам кога не можам ништо да направам, но да бидам искрена, не би го сакала на друг начин, пошто резултатот што го добивам од оно што го правам ми го надпишува се тоа што го минам инаку. Го прави се подобро и позначајно и пробам да се фокусирам на крајниот резултат, неголи на патот до тај резултат и сега тие препреки. Мора секој пат да има препрека кога сакаш да достигнеш одредена цел. Ти си млада и амбициозна личност, уметник по душа. Каде се гледаш себе си за 5 години? Па би сакала да продолжам прво со студиите, сепак образованието ми е, мислам, прво најважно. Пошто сум сега втора година психологија, би сакала да специализирам нешто во сферата на неуротерапија. Тоа за жал би требало надвор од Македонија да го правам. Но исто така имам се повеќе како раснам овде, мислам дека имам некоја страст кон мојата држава и сакам да направам некоја промена, како и да било, дали не знам дали ќе биде преку уметност, не мора ни баш да биде, но некако да можам да пробам да помогнам на она што се случува по околината, да не бидам дел од таа статистика што ја кажуваат повестите или за луѓето кои се жалат или што спомнуваат. И затоа би сакала и да останам овде, но ако не ми се отворени опциите и ако не можам да едноставно да се подобрувам како личност или по кариера,
не би останало во Македонија. Јасно. Дали имаш страф од сето ова што ти се случува? Дефинитивно. Дефинитивно. Постои мал позитивен да. страф, можеме да кажеме. Да, позитивен страф, пошто не знам што ќе се случи. Не знам се, неочекувано се, да. Се спонтано. Дали предстои во скоро нов фестивал или некаков настап? Да откриеме на публиката. На 15 јуни ќе свириме во In Music во Хрватска на островот кај Задар. Со доста добар лајнап, мислам, преголеми артисти кои јас ги слушам лично. Gorillaz, The Idols, ќе свириме со I Hate Myself Because, бендови кои, пример, лично мене се ми драги и ние ќе отвараме за нив и тоа е, не знам, прекрасно чувство. Се чувствувам како нешто големо сега да имаме направено. Мата и така е. Не секој може да се осуди да направи таков чекор, сепак е еден ризик да правиш нешто, да одиш некаде кај што никој не те познава и пред време не знаеш како ќе бидеш прифатен, но секоја чест за упорноста, бидејќи со упорна работа секогаш се стигнува до целта. Анастасија, која е пораката која што сакаш ти да ја пренесеш на младите за соништата, за желбите? Која е твојата порака? Да не ги фаќа страф да бидат различни, пошто тоа е тоа што ги прави најубави кај другите луѓе. Тоа јас морав да го научам на потешок начин, но кога го видиш самото тоа, сваќаш дека навистина не е целата поента во животот да бидеш како прифатеното и како тоа што сите други го сакаат, што е нормално. Тие луѓе што не водат напред се тие што секогаш се одделуваат од од другата, самата група. Така да дефинитивно да нема страф кон изразувањето на своите ставови или мислења од кој да било аспект. Сепак тука сме да учиме и да раснеме сите заедно. И тоа е дефинитивно едно големо нешто што сакам да го потенцирам кај младите, што по истокот во генерал во помалите градчиња некако сите се потиснуваме да бидеме сите во една нормала, во една линија, да нема ништо различно, пошто ако е различно леле, ќе зборуваат, па единствениот проблем кај нас, па генерално на Балканот, не само во малите градови, бидејќи во малите градови е повеќе изразено, бидејќи сме малку луѓе, секој со секој се знае и затоа таквите работи веднаш ги чуеме. Анастасија, пред да завршиме, јас сакам да ти поставам неколку брзи прашања. Да. Ајде сега да видиме. Цртање или пеење? Сега во моментот тај пеење. Балканот или Европа? Европа. Gorillaz или Kings of Leons? Gorillaz повеќе ги слушам. Психолог или музичар за 10 години? За 10 години се надевам музичар full time, ама и психолог не би сметала. Еден збор со кој ќе го опишеш твојот бенд? Појава. Интересно. И последна песна која што си ја слушнала? Леле, не знам. Мислам дека беше од Pale Saints. Последна книга која што имаш прочитано, дали сакаш да читаш книги? Да. Последна книга што имам прочитано беше од Sigmund Freud, Сонови и интерпретација, како PDF онлайн. Иако не се баш слагам со многу од нешто што тој ги има кажано, пак добро има принесено од психологијата и во творењето и во се. Одлично. Анастасија, ти посакувам успех за се што правиш. Но пред да завршиме, јас имаме овде еден подарок за тебе. Вели? Фала.
И пред да завршиме, јас би сакала уште еднаш да се заблагодарам на нашите спонзори. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказна без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. И Infinity Berber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Се гледаме во понеделник во 20:30. Чао!